Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски направи увид во завршените градежни активности на новата социјална зграда во Виница, при што нагласи дека е објавен јавниот повик за распределба на становите. Објектот во Виница располага со 36 стана и согласно одлуката за распределба на социјални станови, на повикот можат да се пријават деца без родители кои до својата 18 годишна возраст биле згрижени во институции за деца без родители. Исто така можат да конкурираат и корисници на право на гарантирана минимална помош, лица погодени од природни елементарни непогоди, како и лица со попреченост и семејства со попреченост. За добивање стан можат да аплицираат и самохрани родители со малолетни деца и припадници на ромската етничка заедница, кои се социјално загрозени согласно стратегијата за ромите. Јавниот повик за аплицирање за станови во социјалната зграда во Виница трае до 16 ноември. Барање за добивање на социјален стан покрај овие критериуми може да поднесат граѓани кои ги исполнуваат и следните услови: да бидат државјани на Република Северна Македонија, да бидат со постојано место на живење во општината каде е изграден социјалниот стан, и лицето кое се пријавува да не поседува стан во лична собственост или во собственост на брачниот другар и на полнолетните членови на неговото заедничко домаќинство на територијата на Република Северна Македонија. Би сакал уште еднаш да напоменам дека овој оглас се однесува само за ранливите категории на граѓани, што претходно ги споменав во овие категории, според Законот за социјална заштита, и само за лица кои што се жители на општина Виница. Јавниот оглас ќе трае 32 дена од денот на распишување, односно од денеска, и ќе трае до 16 ноември. Би сакал да ја искористам приликата да упатам апел до сите граѓани кои што им е потребен кров над глава и им е потребно сместување за себе и за своите семејства и ги исполнуваат овие услови, да аплицираат и да поднесат документи до Центарот за социјални работи во Виница. За изградба и опремување на социјалната зграда во Виница од буџетот на Министерството за транспорт и врски се инвестирани 75 милиони денари. Објектот тука се состои од 3 ламели, во кои што првата и втората ламела имаат вкупно 36 стамбени единици, во двата по 18 стамбени единици и една ламела која што представува деловен простор од цирка 121 метар квадратен. Становите се со квадратура од 36 до 45 метри квадратни. Вредноста на објектот, како што спомна и министерот, е негде 75 милиони денари и објектот беше завршен на 1.7.2022 година. Во склоп на овој ФП проект 1674 опфатени се повеќе општини на ниво на Република Северна Македонија и во склоп на овој проект завршени се веќе 22 објекти. Министерот Бочварски додаде дека во моментот во завршна фаза се уште 130 социјални станови во Демиркапија, Неготино и Гевгелија. Покрај нив во изградба се и нови социјални згради во Скопски Бутел, во Велес, Кочани, Пехчево и Сарај, каде ќе бидат понудени 470 станови. Вработените во компанијата Амфенол Технолоджи Македонија ја одбележуваат 9 годишнината од основањето, како еден од најголемите и најуспешните стопански субјекти во регионот и во државата. По повод роденденот организираат спортски надпревари, а во рамки на општествената одговорност обезбедија донација од над 720.000 денари. Парите се наменети за реконструкција на спортското игралиште кај гимназијата во Кочани, како и за реквизити за детските градинки од соседните општини, од кои компанијата има своји вработени. Директорот Сашко Наков нагласи дека тоа е скромен придонес за подобрување на условите во заедницата. Имаме повеќе активности со кои што ќе го одбележиме 9 годишниот роденден на Амфенол. Најпрво почнуваме со некои спортски активности во 10:30 во игралишто кај основното училиште Кирил и Методи. Имаме неколку екипи од Амфенол кои што меѓусебно ќе се надпреваруваат и сигурно победници ќе добијат соодветни награди. Па би сакал тој од отворените, би сакал да ги повикаме вработените, и тој останатите граѓани на Кочани кои сакаат да го сакаат фудбалот и сакаат да присуствуваат, се добре дојдени секој на тој настан. Оваа година се одлучивме за реновирање и поставување на настрешница и столчиња на трибината на спортското игралиште каде што ќе се одвиваат и надпреварите во мал фудбал утре кај основното училиште Кирил и Методи,
а паралелно на тоа на градинките каде што од другите делови од овој регион, бидејќи имаме ние вработени почнувајќи од Кратово, од Пробишти, од Каменица, од Берово и од Виница и на сите тие градинки ќе им донираме некои средства, односно играчки, некои реквизити кои што им се потребни, така да тоа е еден дел од активностите кои што ги планираме. Влошените услови за стопанисување поради пандемијата и енергетската криза имаат влијание врз работата на Amphenol Technology Македонија. Сепак таа и понатаму успешно ги реализира плановите за развој. Можеме да бидеме сосема задоволни во услови на имавме пандемија, имавме ваква криза, сега енергетска криза и многу предизвици, меѓутоа успеавме да се справиме со нив и да направиме раст, така да сега сме околу 2700 вработени некаде и раст очекуваме околу 17 можеби проценти оваа година, така да мислам дека е сосема солидно за едни вакви услови на работење и предизвици низ кои што се снајдов. Енергетската криза секој дека има импакт, не можеме ние да бидеме надвор од случувањата, меѓутоа бараме начини да се справуваме со тоа, имавме некои договори подолг период, така да не бевме премногу афектирани, а сега сме во фаза на при крај инсталацијата на соларните панели, на фотоволтаици на покривите тука на овие згради и со тоа ќе успееме да компензираме дел од ефектите. На проширувањето нема да има ефект, веројатно од аспект на апсолутни бројки на профитот, меѓутоа тоа ќе го видиме на крајот на годината како ќе успееме. Имаме нови сектори, па зголемување во апсолутни бројки веројатно нема, ќе да не влијае, можеби процентуално некој процент ќе биде намалено, меѓутоа тоа е реалност. Во рамки на одбележувањето на 9 годишнината од основањето ќе се одржи пригодна свеченост на која ќе бидат доделени наградите и признанијата за најдобрите работници во изминатиот едногодишен период, како и за 5 години лојалност кон компанијата. Сдруженијето на слепи лица од Кочани со скромна свеченост го одбележува 15 октомври, меѓународниот ден на слепи и слабовидни, односно денот на белиот стап. Како меѓуопштинска организација, таа ги покрива и соседните општини, а нејзините членови и покрај својот хендикеп учествуваат во сите активности што се организираат за нив. За прв пат Сдруженијето е дел од еден проект, 8-месечен проект кој е поддржан од Европската унија и е спроведен од UNDP. Проектот е за едукација и обука на подобрување на вештините на слепите лица и затоа би сакал да соопштам и да кажам дека еве за прв пат од како постои Сдруженијето можеме да се пофалиме дека сме дел од нешто европско, дел од нешто хумано, од благородно и дел од нешто големо. Слепите лица истакнаа дека бараат од локалните самоуправи да им обезбедат подобри услови за движење. Од учесниците во сообраќајот, посебно од возачите пак, бараат тие да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Нашето здружение покрива 8 општини, тоа е Кочани, Зрновци, Облешево, Чешиново, Виница, Македонска Каменица, Галчево, Пехчево и Берово со околините, за еден степен поголема сообраќајна култура. Значи, ние слепите лица кои сме со стапче во раката не сме невидливи, постоеме, меѓутоа сме и на некој начин и дискриминирани на улиците од страна на учесниците во сообраќајот. Значи, не ни дозволуваат на секаде да поминеме на пешачки, на соодветни места. Членовите на Сдруженијето на слепи и слабовидни од Кочани упатија апел и барање до јавноста да се запознае, а општеството да се обврзе дека треба да ги прифати како рамноправни членови на заедницата. Тие ги имаат сите граѓански права и човекови слободи, односно да бидат ослободени од секаков вид дискриминација и маргинализација. Љубителите на карикатурата, театарската комедија и афоризмите, идната недела од 17 до 21 октомври
ќе најдат дел од своите омилени содржини на фестивалот на хумор и сатира In Vinica Veritas. Манифестацијата ќе се одржи по 14-ти пат, а домакин е Домот на културата Тоша Арсов од Виница. Програмата започнува в понеделник на 17 октомври во 19 часот и 30 минути со отворање на изложбата на карикатури и прогласување на најдобрите дела од конкурсот на тема Жената глава на семејството. Според информациите од Домот на културата во Виница, годинова на конкурсот учествувале 283 автори од 44 држави. 5 члената меѓународна комисија под председателство на хрватскиот карикатурист Дамир Новак разгледувала и оценувала 670 карикатури. Веднаш по отворањето, во 20 часот, Драмскиот театар од Скопје ќе ја прикаже театарската представа Поштарот, авторски проект на Трајче Кацаров, со актерите Благоја Чорески, Марија Кондовска и Игор Ѓоргиев. Во вторник, од 20 часот, е стендап настапот со Тино и Атанас, а в среда представата Пациенти на театарот Провокација од Скопје. Стендап комичната вечер со актерите Јагода Јовановиќ, Хазим Мујчиновиќ, Ивана Наскова и Срѓан Стјепчевиќ е в четврток на 20 октомври. Фестивалот ќе биде затворен со вечерта на македонски афоризми в петок во 19 часот. Во текот на денот претходно во основните училишта во Виница ќе се одржат едукативни часови по карикатура и афоризми. Билетите за театарските представи се продаваат секој работен ден од 7:30 до 15:30 часот на билтерницата во Домот на културата Тоша Арсов. Фестивалот In Vinica Veritas се реализира со финансиска поддршка од Министерството за култура и од општина Виница. Викендов ќе се игра шестото коло во првенството на третата фудбалска лига, во кое Осогово го очекува тешка средба на гостувањето во Свети Николе против лидерот на табелата Овчеполе. По минато неделниот надпревар на домашен терен во кој жолто-сините успеа да извлечат 3 бода против солидната соседска екипа на Академија Чешиново Облешево, гостувањето против Светиниколчани ќе биде нов тест за нивната подготвеност и за најавата дека екипата сепак ќе се бори за врвот. Домакините ќе имаат психолошка предност, а и досегашните резултати ќе им овозможат да играат порелаксирано. Единствен адут за гостите од Кочани е што службено со резултат 3:0 го добија надпреварот против Спартмани од Струмичко градско Балдовци, што претходно на терен го загубија со 1:0. Сепак, комисиски прифатена е жалбата на кочанскиот третолигаш затоа што еден од домашните играчи кој настапил на надпреварот во градско Балдовци воопшто не бил регистриран за Спартмани. Во втората фудбалска лига пак ќе се игра осмото коло, во кое Виничка Слога 1934 ќе гостува во Битола против Пелистер. По минато неделниот пораз на гостувањето во Охрид против Воска Спорт, ова ќе биде уште еден тежок тест за виничкиот второлигаш. Иако битолчани не се во најдобра форма, сепак се сметаат за фаворити пред надпреварот и се надеваат да ја остварат четвртата победа во ова првенство. Слога пак, само со една победа и со 3 нерешени и 3 загубени средби, е на дното на табелата. Неизвестно е дали ќе може да направи изненадување на средбата во Битола. Надпреварот против Пелистер виничани ќе го играат в недела со почеток од 14 часот.